Ви благодарам, почитувам подпредседател, почитувана министерке, колешки и колеги. Несомнено е дека во кризи со кои што се соочуваме, како што е пандемијата, која што е глобална криза од незапамтени размери, енергетската криза, кризата предизвикана од агресијата во Украина, дека најмногу страдаат најранливите и дека ваквите кризи придонесуваат, имаат потенцијал да придонесат за зголемување на јазовите во општествата. И токму затоа е обврска на државите, на институциите, на сите нас да носиме програми, политики и мерки кои што ќе влијаат и ќе значат заштита на оние кои што се најранливи во нашето општество, а корисниците во системот на социјална заштита се токму такви. И затоа и на мерата, и на владата, и на нас како пратеници, затоа што заеднички ги изгласавме и сите претходни мерки, што значаа зголемување и раст на пензиите, што значаа дополнителна финансиска поддршка 3 месеци во износ од 1000 денари за пензионерите, што значи намалување, односно ослободување ДДВ за основните прехранбени продукти, повластена стапка за прометот на електрична енергија кон домакинствата и мноштво други, беа токму во таа насока. И токму во таа насока се и овие предлог измени на Законот за социјална заштита, кои што денес ги разгладуваме, а кои што значат дополнителна финансиска поддршка за корисниците на гарантирана минимална помош во период од 3 месеци по 1000 денари. Секако не треба да заборавиме дека е зголемена и минималната плата, и која што од овој месец треба да изнесува 18.000 денари. Повторно тоа е мерка која што е насочена кон оние кои што се најранливи и најсиромашни во нашето општество, и така и треба да биде. Токму во криза треба да ги градиме тие принципи на социјална правда, да ги јакнеме и на солидарност. Исто така за поздравување оно што Министерството го прави во соработка со Црвениот крст и со поддршка на партнерите од Европската унија, тоа значи обезбедување на дополнителна еднократна финансиска помош во висина од 4685 денари за 1000 семејства корисници на гарантирана минимална помош кои во своите домакинства имаат лица со навршени 69 години старост или имаат лица со попреченост во своите семејства. Сега тука мора да се навратиме на она што и сите меѓународни релевантни институции како што е Светска банка го кажуваат, дека ваквите кризи покажуваат колку е значајно да имаме стабилни системи за социјална заштита, не само социјална заштита, дополнително клучни системи тука се и здравството и образованието, меѓутоа системи на социјална заштита кои што се така поставени да можат брзо да ги абсорбираат сите оние кои што ќе се најдат во ризик предизвикан од кризите, губење на работно места, лица што се вклучени во неформалната економија. И затоа сакам да се навратам на онаа реформа која што нашата држава ја имплементира од 2019 година, таа се уште трае во делот на развој на социјални услуги, и значи подобрување на покриеноста, таргетирањето и соодветноста на системот за социјална помош во земјата со цел да се обезбеди поефикасна поддршка за сиромашното и ранливото население. Целата таа реформа беше спроведена врз основа на анализи и препораки од Светска банка, која покажа дека претходните програми за социјална помош беа фрагментирани, тешки за сногење за корисниците и имаа мало речиси никакво влијание врз ублажување на сиромаштијата. Анализите на Светска банка упатуваат дека реформите во системот на социјална заштита доведоа до значително подобрување во таргетирањето, односно 53% од корисниците на социјална помош по старо или гарантиран минимална помош по новиот закон се во најсиромашниот квинтил во споредба со околу 44% пред воведувањето на реформата. При тоа се воведоа правата на образовен детски додаток како универзални права за оние семејства кои што се во ризик и веднаш тука забележавме драстичен раст на семејствата што се корисници, односно што се корисници на овие права, па така ако пред новиот закон во 2019 година, значи бројката на деца корисници на детски додаток беше 3724, сега изнесува 21886. Додатокот за образование, ако претходно го користеа 3800 деца, сега го користат 8749, се воведе и тоа ново право, што значи социјална сигурност на стари лица. Во моментот го користат околу 10.000 корисници. Надоместокот за скратено работно време се зголеми на висина од 50% од просечната нето плата во нашата држава за претходната година и постојано се работи на развој на нови услуги. Предходно беше спомнат и енергетскиот додаток и сакам само да направам едно појаснување. Енергетскиот додаток во рамки на таа програма за енергетска сиромаштија кој што постоеше предходно беше на вистина неповолен и тежок
за користење и за пристап до корисниците и многу ограничувачки, затоа што знаете како се имплементираше таа мерка претходно. Значи, корисниците на социјална помош во тоа време требаше да ги платат сметките за струја, па да одат во центрите за социјална работа, да аплицираат, па да чекаат дали ќе се одобри и дали ќе им се врати тој износ, и како резултат на тоа, значи многу помал број, околу 4-5 корисници имавме на тоа време, за разлика од сега. Значи сега по автоматизам сите корисници на гарантирана минимална помош добиваат плюс енергетски додаток, дополнително корисниците на правото на социјална сигурност на стари лица, и значи разликата е огромна. Во моментот околу 40.000 имаме корисници на ова право, без потреба да одат да аплицираат посебно за ова право, без потреба да ги оптеретуваме прво да мора да ги платат сметките, да се снајдат за пари да платат, па да чекаат дали ќе им ги врати центарот. Системот се покажа токму во време на ковид пандемијата во делот на олабавување на критериумите на тие кои што може да влезат во системот на заштита. Многу пати се манипулира со бројките колку корисници биле претходно, колку сега, без да се земе предвид дека намерно се олеснети критериумите во консултации и препораки на Светска банка, и тоа не го зборувам јас. Еве, сега пред неколку дена, на 24 март, Светска банка излезе со анализа за системот на социјална заштита во нашата држава и ги констатира овие работи. Можам да ги споделам тие со документи со вас да ги прочитате, дека беа олеснети критериумите во смисла дека ако претходно се земаше предвид просечниот приход во период од 3 месеци да се процени дали некој може да влезе во систем на социјална заштита, сега се зема во предвид приходот само од последниот месец. Токму ради тоа што државата беше свесна дека треба да им се излезе во пресрет на тие што беа во неформалната економија, особено беа погодени за време на пандемијата, тие што останале без работа, за да можат побрзо да влезат во системот на социјална заштита. Иако, значи, ги прочитате извештаите на Светска банка, ќе повторам, не е моите или на Министерството, анализите на Светска банка, ќе видите дека тој систем и флексибилноста на тој систем е пофале, дури можам да кажам, наведен како пример во регионот за систем што значи флексибилен систем да ги абсорбира луѓето кои што во вакви услови на криза ќе се најдат во ризик. Сега мислам дека е битно да зборуваме и за другиот аспект од она што значи социјална заштита, бидејќи, знаете, единствен вистински излез од сиромаштија е активација на пазарот на труд. И тоа е и целта на социјалната реформа. Значи, не со генерации да се држат семејствата во системот на социјална заштита, туку да се работи на нивна активација. И во тој дел сакам да охрабрам и да потикнам и да пофалам она што го работи Министерството, именно оперативниот план со активни мерки и програми за вработување оваа година е на вистина на досега рекордно ниво од 1,8 милиарди и значи зголемување на опфатот на корисници и покрај младите на возраст до 29 години, токму корисниците на ГМП се едни од главните групи кои што нели треба да бидат корисници на овие мерки. Треба да внимаваме, се разбира, на оние што се особено маргинализирани групи во нашето општество, така да за пофалба е што е ставена таа квота за ромите корисници и особено нели треба да водиме сметка за да го олесниме пристапот и да работиме со тие што се потенцијални корисници за да им се олесни пристапот. И во оваа прилика ќе искористам да спомнам дека на пример особено внимание треба да обрнеме на поддршка на жените ромки да ги користат овие мерки и да се активираат на пазарот на трудот. Секако и дека социјалните услуги, дел од реформата, посебно во вакви услови на криза, имаат своја улога. Затоа што социјалните услуги кои што се развиваат во моментот во еден голем број на општини, значат дека од една страна, значи испорачуваме услуги до најранливите, затоа што материјалната поддршка, финансиското право е само едниот дел од сликата. Значи, на лицата што се во ризик им се потребни социјални услуги, како што е помош и грижа и нега во домот, меѓутоа од друга страна, токму овие што се во систем на социјална заштита, се тие кои што можат да се вклучат во програмите за обука, до квалификација и да бидат испорачатели на овие услуги. Се разбира дека прашањето на сиромаштијата, кој што е така големо прашање во нашата држава, не може да се третира само низ призмата на системот на социјална заштита и не е само Министерството за труд и социјална политика тоа што е одговорно да придонесува со мерки кон намалување на сиромаштијата. Тука се разбира и она што значи домувањето како област
И во таа насока на вистина треба сите да се заложиме, да работиме повеќе и да ги поттикнеме локалните самоуправи да работат повеќе на решавање на проблемот со домување, затоа што нели тие ги имаат ингеренциите во овој дел. И се разбира лицата со попреченост, апсолутно се согласувам дека во наредниот период треба да работиме заедно на пакет мерки кои што ќе значат дополнителна поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства во нашата земја. Ви благодарам. Ви благодарам, тука ја прекинувам.